Почитувани гледачи, добар ден. Вторник, време е за новата епизода на Медицинско катче. Светската статистика вели дека 1 од 10 родени бебиња на светско ниво е родено пред време. Каква е состојбата во Македонија? Дали ги следи светските статистики? Според она што велат научните трудови, ако пред 30 години овие бебиња немаа шанса за преживување, сега шансите се големи да пораснат во здрави возрастни единки. Вчера во приватната болница Аџибадем Систина прославија еден јубилеј 15 години од одделот за грижа на предвремено родени бебиња. На оваа тема денес зборуваме со шефот на одделок, доктор Симонида Спасевска. Докторка, добар ден. Добар ден и ви благодарам на поканата. Најавив која ќе биде темата денешна на Медицинско катче, вашиот јубилеј, меѓутоа и вкупната состојба, односно целокупната состојба во неонатологијата, во грижата на предвремено родени бебиња. Светската статистика ја слушнавме, каква е статистиката во вашата болница, колку предвремено родени бебиња има и околу јубилеот кој што се одржа вчера, ви беа гости голем дел од предвремено родените бебиња. Најголемата веќе, ако не се лажам, има 15 години ако се водиме по јубилејот. Точно. Најголемата, добар ден прво. Така. И ви благодарам на поканата. Преубав јубилеј одбележавме вчера во клиничка болница Аџибадем Систина, 15 години неонатална интензивна нега. Се собравме во голем број и навистина ние функционираме како едно семејство. Так. Најголемото девојче сега е 15 години, а најмалото кое ни е успех, и тоа морам да се пофалам и огромен успех, е родено пред од прилика 100 дена. Престојот на одделот е веќе 100 дена и се роди како најмал прематурус од 23,4 гестацијска недела, значи 23 полни плюс 4 дена гестацијска недела, со само тежина од 640 грама. По 100 дена престој, бебето е отпуштено од болница токму на денот на предвремено родените бебиња во честите како символ за продолжување понатаму, неоткажување и од страна на родителите и секако од тимот кој работи. Во однос на ова што ме прашавте дали ги следиме светските трендови и светските проценти, мислам дека сме тука некаде. До сега, почнувајќи од почетоците на Мала Богородица, па до сега ние броиме веќе повеќе од 25.000 раѓања. Од тие бебиња некаде 13,5% се предвремено родени. За предвремено родени збориме за сите бебиња кои се родени пред 37-та гестацијска недела. Од оваа една поголема група одвоена, некаде околу 8 до 10% завршуваат на одделот за интензивна нега од различни причини, најчесто причини како прематуритет, а само 1%, што е добра бројка, само 1% се бебиња родени кои се ги рачунаме како екстремно предвреме родени, а тоа се бебињата родени пред 28-та гестацијска недела и со тежина помала од 1 килограм, што значи дека се води во Македонија и во глобални рамки се води една подобра пренатална нега и се формирани центри за водење на ризична бременост, така да прематуритетот екстремниот прематуритет некако веќе доаѓа како во една стапка на опаѓање. И ако глобално, ако ги гледаме бројките, никако да паднат, напротив растат, заради одредени веќе и фактори во општеството, ризик фактори од страна на мајката, од страна на бебето и така натаму. Кога сме веќе ајде кај ризик факторите, да ги објасниме подетално. Зошто се раѓаат предвремено? Зошто се раѓаат? Се раѓаат предвреме, да речеме, фактори од страна на мајката. Има новиве трендови налагаат покасно раѓање на постари години, што веќе носи одредени ризик фактори како за мајката, така и за бебето.
Раѓање исто на многу млада возраст, под 16 години, исто е причина една која е крива стапката на прематуритетот. Инфекции кај мајката, хронични кондиции кај мајката, како што е хипертензија, значи покачен крвен притисок, диабет, одредени други коморбидитети кои ги има мајката, или од страна на плодот, тоа се најчесто одредени аномалии за кои веќе многу рана детекција се прави. Така да, целиот тој склоп, тој еден единствен механизам мајка-бебе додека не се породи мајката е како единствен систем. Било што во таа алка да зафали, едноставно имаме предвремено породување. Мајките не треба да се грижат, барем оние кои што се решиле да се породат во вашата болница. Имате многу современ центар, ајде да позборуваме малку и за самиот центар и за она што го нуди за мајките кои што ќе го родат своето бебе пред време. Центарот за неонатална интензивна нега е всушност единицата за неонатална интензивна нега, која сега брои 13 интензивни места. Ке се наврата малце наназад, пред 15 години почнавме само со 3 интензивни места и тоа беше една убава визија на менаџерскиот тим тогаш и господин Јордан Камчев, кој ете така има една визија дека ќе успееме во формирањето на прва интензивна неонатална интензивна нега на овие простори во прво приватно родилиште. Значи сонот ни стана реалност, визијата се оствари, а за тоа ни беше најголем подарок денот кога го организиравме 15 години НИКУ и кога навистина се собраа и родители и деца во голем број да ни дадат поддршка за тоа што треба. Освен интензивната нега, значи тука се и оддели со кои, пошто грижата за едно предвреме родено бебе е мултидисциплинарна, значи морам да ги споменам и колегите, и тоест сите структури кои учествуваат понатаму во водењето и изградувањето на животот на едно прематурно бебе, значи почнувајќи од Центарот за развој, па понатаму до сите колеги, хирурзи, ортопеди кои учествуваат, психолози и така натаму во водењето и изградувањето на солиден живот на едно прематурно бебе. Бидејќи не е целта само да му го спаси животот, иако ние како неонатални интензивни доктори влегуваме прво со таа намера да го стабилизираме, да преживее и така натаму, меѓутоа целта е да се што ни нуди современата технологија го употребиме, се што знаеме во однос на принцип на лекување го употребиме, за да освен му го спасиме животот на бебето, да му дадеме и квалитетен живот понатаму. Така. Што вели вашето искуство? Имате долгогодишно искуство во оваа област. Кога најчесто се раѓаат предвремени бебиња, зборувам во која гестацијска недела? Има ли таква статистика? Има таква статистика. Да. Најголем бројот е некаде меѓу 32-та и 34-та гестацијска недела. Тоа е таа една втора категорија на поризични новородени бебиња кои туку што почнале да созреваат, ама не стигнале да матурираат до крај. И исто така ние ги викаме касно прематурни бебиња или од 34-та до 36-та гестацијска недела, кои делуваат многу зрело, вака на прв поглед, кои имаат добра родилна тежина и имаат одлични оценки некогаш и на раѓање, а знаат да кризираат и ние ги викаме нив џинови на стаклени нозе, затоа што секогаш имаме најголем проблем со нив. Стигнати се во матурацијата до некаде, но ништо не е завршено до крај како што треба и се враќаме чекор назад во третманот, лекувањето, созревањето и така натаму. Така да статистиката е некаде над, би била бројката поголема, некаде над 32-та до 36-та гестацијска недела. За среќа, прематурните по 28 недела, ви кажав, се помалку од 1% и со помала родилна тежина, и тоа е добро, бидејќи тие бебиња имаат и без разлика на се што правиме, имаат и помали шанси за преживување, затоа што причина за прематуритетот кај нив била некој посериозен момент кој го
предизвикал да, предвременото раѓање. породување. Иако успесите нас не се доста големи, во лекувањето на бебиња од 26-та, 27-та гестацијска недела до 29-та, еве се пофалив, можеби малце нескромно, меѓутоа 23-та запирка 4 имаме преживеано бебе. Ова е најмалото бебе, Рита, така беше? Рита е најмалото бебе преживеано во нашата болница од кога постоиме, зборам по гестација, инаку имаме преубави приказни од бебиња. Тоа, кога сме веќе кај приказните, може ли да одвоиме некој? Приказни, еве јас ке зборувам за мојата пациентка Катија, која се роди пред 12 години, сега е голема девојка. Катја се роди како многу мало бебе од 830 грама во 26-та гестацијска недела. Кај незе проблемот не беше толку колку што беше незрела, растеше и созреваше со нас, имаше одредени кардиолошки моменти, така да повторно ќе кажам, важен е тој мултидисциплинарен пристап, раната диагностика, раната интервенција, така да се направи интервенција кај Катја, која беше тогаш 1 месец и на возраст од 1 месец и само 800 грама и еве денеска е успешна приказна. Така, здрава, жива, успешна. Да, тоа се веќе кога имате такви бебиња од нултата минута, вие во тоа семејство веќе сте дел од семејството, односно сте веќе фамилија. Така да ние имаме многу фамилии. Сите ние. Така, докторка, има една интересна приказна. Вие работите на тој оддел, меѓутоа вие сте и мајка на предвремено родено дете. Каква беше вашата приказна? И колкаво е сега вашето дете? Никогаш не си мислите за себе дека ете токму вас тоа ќе ви се случи. Ете, јас паѓам во таа категорија на мајки со ризична бременост, иако мојата бременост беше многу убава, меѓутоа ризик факторот беше што јас станав мајка на подоцни години и со сите компликации што тоа ги носи, имав убава бременост, секако водена од колегите од нашата болница на највисоко ниво и последните недели веќе од бременоста почна да ми се јавува, почнав да развивам една состојба која се вика преекламсија, која е животозагрижувачка состојба, која е проследена така со висок притисок и ред други след на настани кои водат да плодот веќе биде оштетен, а и да има ризик сам по себе за мајката. Така да колегите решија да ја завршуваат бременоста во 33-та гестацијска недела. И така тоа беше една возбуда на ниво на цела болница кога се породував. Се роди Луна, само со 1,8 грама, дома заминавме со 1,7. За среќа ќерка ми беше со еден стабилен прематурец кој не бараше ништо инвазивно, дополнително сем еден поинтензивен мониторинг. Меѓутоа, чувството кога сте од другата страна, не сте мајка, е многу загрижувачко, затоа што ги знаете сите последици што може да се случи понатаму, опасности, почнувајќи од инфекции, престанок на дишење, па се до понатаму психомоторен развој, значи наредната година, додека ја следевме како расте, вистински бевме алертни сите, дали се ќе биде во ред со неа и фала Богу, супер сме. Луна е денеска второ оделение. Браво. Една успешна приказна на лекар и мајка на предвремено родено дете. Еве, бидејќи имате и лично искуство, што би им препорачале на сите кои што ги чекаат своите бебиња, сега се нели во тек на бременост, па и тие што планираат, нели едноставно еден совет од и мајка и лекар во исто време. Пред се би нагласила да не се плашат. Опции за лекување на мајката и на бебето секако постојат. Акцентот би го ставила, иако не сум гинеколог, би го ставила секако на водење на убава и здрава бременост кај мајката, значи доведување до минимум на сите ризик фактори кои на некој начин можат да ја загрозат мајката и да го загрозат плодот и да предизвикаат предвремено породување.
А ако веќе мора тоа да се случи од објективни причини, дали за мајко интерес на мајката или во интерес на бебето, интензивната нега е навистина добро развиена. Зборувам за клиничка болница Аџи-Бадем Систина. Споменав дека тука работи еден навистина солиден тим, мултидисциплинарен пристап. Имаме можност за најнова апаратура користење во третманот, лекувањето, мониторирањето и понатаму негата на новородените. Тимот се состои од 9 педиатри, врвни специјалисти, секој во својата област, и еден тим на сестри кои ги поздравувам. Никако не може тимот да биде апсолутно целосен без нив, бидејќи навистина секоја од нив си ја знае и се работи работата на ниво. Така да, без страв, без плашење. Така, и да убава бременост, ако стигне работата да треба предвремено бебето да се породува, тука сме да помогнеме и да го преживееме. Имаме многу убав успех на проживување од целата оваа статистика што ви ја кажав, некои 25.000 бебиња до сега, почнувајќи од мала Богородица па наваму, негде околу 10% од нив биле прематурни, кои завршиле и се лекувале на одделот на интензивна нега. Степенот на преживување и деца кои имаат квалитетен живот се движи некаде околу 98,4-5%. Така да тоа е навистина една убава бројка. Бројка за поздравување. Бројка за поздравување, така е. Докторка, ви благодарам за гостувањето во Слободен печат. Честитки нели во името на Слободен печат за јубилеот. Се надевам дека овие успешни приказни ќе продолжат и понатаму. Секако да немаме, нели да се намали што помалку да имаме предвреме родени бебиња, тоа е целта и на гинеколозите, меѓутоа и предпоставувам некаква државна стратегија. Меѓутоа со вашиот тим во Аџи-Бадем Систина, еве уште еднаш на сите идни мајки или на оние што се во бременост да им порачаме да не се плашат, бидејќи има позитивен исход на крајот. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето во Слободен печат. Вие, почитувани гледачи, останете со нашата програма. Очекувајте го издавањето на нашиот весник и секако следете ги содржините на нашиот веб портал. Вие поздравуваме.